Ексклузивно имаме чест да поразговараме со амбасадорот на амбасадата на Лапонија во Скопје, а воедно и портпарол на Дедо Мраз за Македонија, неговата екселенција Миле Паника. Миле Паника, добро вечер. Добро вечер и прво да ве поздравам и многу ми е драго што прв пат сум во вашето студио, многу убаво да љуби часто вака. За почеток би ве прашал зошто портпарол, зошто Дедо Мраз не дојде лично? Секоја шуша више со портпароли настапува, зошто тоа право да го нема и Дедо Мраз, а плюс со тоа се зголемува и бројот на работни места, нови вработувања. Кажете ми, како живееа граѓаните оваа година? Како живее? Па јас се надевам дека живеева подобро. Сега, ако некој не живеел подобро, тоа значи дека не го исполнил ветувањето што премиерот го даде минатата нова годината. Кои се најголемите желби, најчестите? Па има разни желби, на пример од некој посакува кров над глава, други па поише кровови над глава, они сакат да имат. А кажете ми за чист воздух, посакуваат ли чист воздух? Да, посакува тоа највише, меѓутоа тука Дедо Мраз е може само интервентно, затоа што сака тоа подолгорочни мерки, али овака од краткорочните, Дедо Мраз на сите им стави по едно пакетче чипс од големите, и они ако се најдат у многу загадена ситуација, може да го отворат чипсот и со тој воздух да дишат додека да стигнат до некоја блиска планина и да се спасат. Дали можете да ни откриете што најчесто политичарите посакуваат од Дедо Мраз за Нова година? Видите, сега малку се избешава работите со тоа што Нова година беше блиску со изборите, така да некој, да не ги именуваме сега, некој посакувава 63 пратеници, али малце се избрза работата, па не бевме у могуćност да испуниме тоа. Други па некои политичари, они па имаат желба премиер да биде. Кажете ми, дали после изборите добивате некои други интересни писма? Па видите, писмата кај нас добиваат non-stop, али еве интересно писмо е до такво што би го отвоело до воен, некој граѓани доби и вика дај бе Дедо Мраз, види што е работа ваков парадокс, не немале, наводно прв пат од македонските партии имаат 100 пратеника, али пошто биле раскарани се албанците, највише ќе добиеле. Али тоа Дедо Мраз уопште не го есапи, пошто за Дедо Мраз сите се исти. Дали са македонци, турци, албанци, битно е да се има една кохезија и да се живее у благосостојба и тоа. Се извинуваме што го прекинувам овој разговор, меѓутоа само што ни пристигне едно итно соопштение од Македонската академија на науките и уметностите, или накратко МАНУ, после долгогодишни истражувања, сателитско наблюдување на оџаците во Маџари и во Керамидница, како и опити направени врз ирваси, откриено е дека ирвасите сепак не може да летаат и дека Дедо Мраз не постои. Господине портпарол, се извинува, биам некоја работа у друго студио, ќе дојда, бја повторно ви благодарам за гостувањето. Режија? Одиме джингл.